Blizu 7.000 žitelji od istok od Vonovata godina vlegova su blokirani smetki. Starite dolgovi i novite trošaci smetkite gi ispraznija na nula, a nekoj gi pratija i vodlabok minus. Pričinite za vakvata sostojba nese nitu novi, nitu nepoznati. Slaba ekonomska moć na обществото. Mali plati, to je normalno. Se zadolžува, na vreme ne može da isplati. 90% je дека се со кредити. Значи другото нема износ. Нередовни плати, блокирани сметки и тоа е тоа. Судбината на блокираните од истокот ја делат вкупно 80.870 граѓани од цела држава, на кои долговите им ги блокираа сметките. Некои од долговите не може да излезат со години, но за разлика од другите држави, механизмот личен банкрот кај нас не постои. Значи, со банкрот на физички лица во Република Македонија прво би требало да има добра платформа на владење на правото, понатаму да се донесе соодветна законска регулатива и да му се овозможи на физичкото лице кое што е несолвентно, што значи дека не може да ги плаќа долговите, ниту своите среднорочни обврски, би требало да му се овозможи свеж почеток. Доколку има политичка волја и одлука, тогаш постојат барем два начина да им се излезе во пресрет на оние кои долговите не можат да си ги вратат. Репрограмирање на неговите долгови или преку продажба на имотот кој што го и се покриле должничко-доверителните односи кои што тоа лице ги има кон други доверители. Наместо ова, сопственици на сметките на блокираните кај нас се извршителите, кои неретко чекаат наплата не за еден, туку за повеќе доверители. Исклучок од правилото од оваа година се примателите на социјална помош, на кого сметките нема да им бидат блокирани од извршители.